Тема на Ирис телевизија, кои работници ќе ја почувствуваат субвенцијата за минималната плата. Став на текстилниот сектор дека треба да се расчисти по кој модел ќе се делат субвенциите, а најмногу оваа мерка ќе ја почувствуваат компаниите од помалите градови на истокот, кои делеле плата под 10 или 11.000 денари. Поголемиот дел од штипските конфекции нема да ги почувствуваат субвенциите за минималната плата од 12.000 денари, кој ги планира новата влада од септември е ставот на Владо Нетков, член на текстилниот кластер. Платите во конфекциите во Штип кои солидно работат се над 14.000 денари. Овие субвенции смета Нетков ќе ги почувствуваат пред се конфекциите од помалите градови во Источна Македонија, каде што на работниците им исплаќаат плати од 10 или 11.000 денари. Се плашам дека сето тоа ќе доведе до некоја урамниловка што е многу негативно за стимулот кај вработените. Тука е проблемот, колку го тоа луѓето разбираат, колку не го разбираат, колку се овие представници на владата и нивните стручни тимови, колку го тоа разбираат, не знам да ви кажам. Но проблемот ќе биде тој. Како ќе се реши со субвенции, без субвенции, не сакав искрено да го прашам премиерот, бидејќи јас мислам дека се уште и тие немаат расчистено која методологија ќе спроведуваат при субвенционирањето која го најавуваат на текстилната индустрија. Нетко вели дека на вчерашната средба со премиерот Заев му предучил дека македонската текстилна индустрија, која е трудоинтензивна дејност, не може да понуди плати на работниците како оние во Европа. Причините според него лежат во продуктивноста и во одредени законски решенија. Напоменав дека имаме 50% продуктивност во однос на германската, што значи произведуваме 2 пати помалку од тоа што произведуваат тие во единица време. Едната работа. Втората работа е работиме помалку од тоа што работат германците. Зошто? Затоа што германците работат 40 сати, цела Европа, не само германците, значи работат 40 работни часа, во кои 40 часа не е вклучена паузата за одмор, што кај нас не е случај. Премиерот Заев сепак при посетата на штипските текстилни конфекции истакна дека владината мерка за зголемување на минималната плата се очекува да стартува од септември, а тоа ќе значи подобрување на стандардот на македонските работници. Но разговаравме со газите заради тоа што намерата не е да владата императивно преку закон ја донесе минималната плата, а со тоа ги уништиме перспективите на самите бизниси на фабриките. Гледаме дека има услови за воведување на ваква мерка, ќе продолжат консултациите се до донесувањето на законското решение и на неговото имплементирање, но она што е важно при една ваква мерка е дека покачувањето на минималната плата на 12.000 денари ја отвара спиралата на покачување на севкупните плати во Република Македонија. Секако, првиот таргет е текстилната и кожарската индустрија како најниско платени. Со законот за минимална плата предвидено е владата една година да го субвенционира стопанството, кој исплатило плата на вработените по 12.000 денари. Од буџетот секој месец за оваа субвенција ќе се трошат по 1,5 милиони евра. Авионската бомба во индустријската зона во близина на фабриката за производство на делови за автобуси конечно ќе се уништи утре. Во соопштението од Дирекцијата за заштита и спасување се вели дека населението кое живее во непосредна близина на локацијата каде ќе се уништува бомбата треба да замине од сопствените домови во периодот од 10 до 15 часот. Ова одлука е донесена пред неколку дена, откако стручните тимови на Дирекцијата за заштита и спасување и на Министерствата за одбрана и внатрешни работи заклучија дека постои ризици по луѓето. Заменик директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Екрем Зендели пред неколку дена изјави дека не може да преземе одговорност доколку постои ризик по човечки животи. Затоа и утре ќе се уништи на лице место со современ метод. Изградбата на пензионерскиот дом во Штип чека на судска разврска. Од Штипското здружение на пензионери вела дека имаат средства за да се доизгради кровот на објектот.
а за понатаму се потребни дополнителни средства. Процедурата за доизградбата на пензионерскиот дом во Штип е заглавена во судските лавиринти. Се чека да се добие дозволата за градба за да се продолжи понатаму. До пред година време, а требаше за таа година време домот да се изгради. Меѓутоа, средства се доставени до извршачот, настанаа некои полемики измеѓу граѓани и то, и пријави, и така да јавното обвинителство ни даде забрана за градба. Сега ние инсистираме да, бидејќи ни е платено се, барем крово да ни дозволат додека судската одлука не стигне. Така да зградата не тоне у временските неприлики. Има многу работи да се изградат, сето тоа е платено, а градбата е стопирана. Сдруженијето на пензионери има платено 25 милиони денари за изградба на пензионерскиот дом. Средства недостасуваат, доколку спонзори не помогнат, Сдруженијето на пензионери е спремно да ја даде зградата на фондот на пензионерите. По тендеру ние ги имаме средствата уплатено, како е, шо е, мислам тоа ќе се кажат органите, а натаму ние средства неаме. Што значи тендерот беше 25 милиона денара, е преплатено, а градбата е практички половин карабина, по наше речено. Така да со градоначалникот сме стално контакт, он се спрема и ни обекава да најдеме спонзори, тоа. Меѓутоа, нашите спонзори, нашите бизнисмени сакат готова зграда и ефтина зграда. Неќе никој да инвестира. Што значи, ние сме спремни, ако треба и на фондот да ја понудеме, ни требат дупло повише средства него ли што сме уложили. Инаку, доколку целосно се изгради пензионерскиот дом во Штип, таму ќе можат да се сместат околу 100 пензионери. Граѓанската иницијатива 5 до 12 сепак ќе го достави предлог законот за лицата со посебни потреби до пратениците во Македонското собрание. Сметаа дека оно што е понудено во новиот предлог на Министерството за труд и социјална политика не се опфатени нивните најважни барања и решенија. Борбата за правата на лицата со посебни потреби продолжува, забележуваат родителите кои денеска ги собраа шаторите од пред Македонскиот парламент. Ние се бориме за преживување во ова наше општество, а таа борба значи борење на секој можен начин. Меѓутоа се разбира, борење по бюрократски начин. Еден од бюрократските начини, за да дојдеме побрзо до некој од решенија на нашите проблеми, се поднесување на предлог законски измени и закони до собранието. Како иницијатива, ние можеме со подписите да поднесеме предлог законски измени во собранието и тоа ќе го сториме, бидејќи ние сакаме да бидеме партнери. Значи, се гледа и желба еве кај министерката, меѓутоа мора да се конкретизира тоа. Значи, не бевме консултирани ние за дел од работите кои што тие ги понудија во овој момент. Еден од тие закони е најболниот закон што ќе го поднесеме и се надеваме дека тој во знак на добра волја ќе биде подржан од сите. Тоа е законот што со нашите деца после нас. Значи законот со кој што ќе се обврзе државата и било кој идне вас да ги заштити нашите деца после нашата физичка смрт. Расте бројот на граѓани кои се пожалиле дека виделе чакали во Штипско. Овие грабливци кои се помали од волка, поголеми од лисица, се забележани во Ново село и на Сутлакот. Ловните здруженија бараат да се дозволат организирани хајки на чакали. Веќе е поднесено барање до Министерството за земјоделие. Се почесто, овие предатори кои се помали од волк, а поголеми од лисица, можат да се видат и во населените места, тврдат од Штипското ловно друштво. Доста, тоа тие се во близината, во околината на градот Штип, по сите страни. По сите, дали Новоселскиот, дали Сутлак, дали
доле Бргалнички одел, Лакавички, од сите терени се застапени не подлого од Штип на 2-3 километра, него во близината на Штип и прават големи штети. Чакалите напаѓаат во Глутница, а до Штипското ловно здружение веќе се пристигнати безброј поплаќи од граѓани, чии домашни животни биле мета на чакалите. Според информациите од мештани кои што имат, дали се тоа кози, волци, овци, други животни, па и кучиња и загарите се напаѓани. Тие напаѓаат во Глутница, тоа се како еден вид чакали. Ги има во доста голем број. Во последните неколку години чакалите се почесто можат да се сретнат во Штипскиот регион. Овој грабливец е забранет за отстрел и според ловците тоа е причината за неговата пренаселеност. 25 годишната соработка меѓу Штипскиот и Црвениот крст од Благоевград, Република Бугарија, продолжува со темпо и во иднина. И по 25 години соработка на повидок се нови проекти од социјално-хуманитарен, но и едукативен карактер меѓу збратимените организации на Црвениот крст од Штип и Благоевград во Бугарија. Соработката продолжува со несмалено темпо и во иднина, што прераснува и на национално ниво со реализација на проекти од заеднички интерес за двете страни. Волонтерите и вработените од Црвен крст на Благоевград планирано е негде во месец август да престојуваат во нашата општина, додека нашите волонтери и раководството на општинската организација на Црвен крст Штип е планирано во месец септември да остварат уште една средба каде што ќе бидат прецизирани сите понатамошни активности и проекти кои што ќе бидат спроведувани на заедничка основа. Конкретно соработката и следните чекори кон проектите кои чекаат на реализација меѓу општинските организации ќе бидат допрецизирани на уште неколку заеднички средби. Првата веќе следниот месец, кога штипските волонтери ќе ги пречекаат своите колеги од Благоевград. Соработката на општинската организација на Црвен крст Штип со Црвениот крст на Благоевград во иднина ќе се базира на соработка на полето на одговорот при елементарни непогоди и катастрофи, социјалната дејност, здравствено-едукативната дејност и хуманитарната дејност. Инаку, заеднички планирано е да се спроведат и неколку проекти. Знаеме дека Бугарија е влезена во Европската унија и партнерски планираме да спроведеме неколку проекти токму на овие полиња, каде што носители ќе бидат националните друштва на Црвен крст на Република Македонија и Црвен крст на Бугарија. Двете организации функционираат на сличен начин, принципите на кои се засниваат се исти, како и приближно исте бројот на членови и волонтери во двете организации, истакна секретарот на Штипскиот Црвен крст Никола Камчев, задоволен од постигнатиот договор за понатамошно заедничко делување на полето на хуманоста со колегите од соседството. Штипскиот Црвен крст од неодамна е со нов председател, а новини во раководните структури неодамна се случиле и во организацијата во Благоевград. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во овие саботни вести на Ирис телевизија. За повеќе информации можете да не посетите на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Имајте убав викенд!